Климатските промени се реалност насекаде во светот, а според анализите на експертите Македонија може да очекува екстремни варијации во температурата, кои ќе имаат штетни последици врз земјоделскиот сектор. Бидејќи речиси половина од руралното население во Македонија е зависно од земјоделството, итна е потребата од спроведување брза акција и практични адаптивни методи. За таа цел во Струмица се одржа прва национална конференција за климатските промени и македонското земјоделство, која имаше за цел да ги представи негативните ефекти од климатските промени. Председателот на мрежата за рурален развој на Република Македонија Петар Ѓорѓиевски ги презентираше мерките кои ќе им помогнат на земјоделците да ги намалат штетните последици во земјоделството, градинарството, овоштарството, лозарството и сточарството. Доста актуелни при користењето на овие адаптивни мерки се тие заштитни мрежи од град и од УВ, негативното УВ зрачење, сончево зрачење. Значи тука имаме 0% можам да кажем на оштетувања прво од град на трпезно грозје, како и производство на зеленчук. Исто така имаме 0 оштетувања од сончеви изгореници на листови и плодови кај крушите кои што се заштитени со мрежи за засенчување. Потоа имаме 1% само оштетување на гроздото од сончеви изгореници во лозови насади со УВ мрежи и околу 5% оштетување на листот од сончеви изгоретини во лозови насади со користење на Т-систем на резидба. Тоа е една од мерките која што се користи, значи во сите овие мерки кои што ги има спроведено проектот. Исто така во делот на лозарското производство мерка употреба на калциум карбонат. Негативните ефекти на климатските промени ќе имаат најголемо влијание врз земјоделството, рече Никола Стаменов, председател на Федерација на фармери на Република Македонија. Според него, потребно е и поактивно следење на временските промени кои ќе настануваат во државата, бидејќи, како што рече, веќе се појавуваат болести кои директно и негативно влијаат најмногу врз сточарството. Нашите земјоделци да им кажеме превентивно како би можеле да го заштитат своето производство од ваквите климатски промени кои секојдневно ни се случуваат, бидејќи реков и на самиот почеток на излагањето дека тоа е веќе рак рана ќе биде, не знаеме ние кога, како и по кои услови ќе ни дојдат овие климатски промени, што ќе ни донесат, дали обилни врнежи, дали град, дали снег, дали суша. Имаме ние во излагањето на почитуваните професори од факултетот, кои се наши драги гости, универзитетски професори, кои е проблематиката овие настани, кои ни кажаа дека ние ќе дојдеме во ситуација каде што сега ако имаме изобилни врнежи од дожд, ако имаме преголеми количини од вода, ќе дојдеме во ситуација каде што водата ќе ни биде на нас повеќе од потребна. Климатските промени во Шведска се сметаат за многу сериозен проблем, рече Билјана Џартова Петровска од шведската амбасада. Според неа, потребно е подигнување на јавната свест за сериозен пристап кон климатските промени и последиците кои настануваат од нив. Поради тоа, Шведска исто така многу стимулира производство на и консумација на органски производи. За оваа цел се подигнува јавната свест на луѓето и интензивно се работи на објаснувањето што значи одржливо производство на храна, органска храна и што значи неоргански третирана произведена храна за здравјето на луѓето, за влијанието на животната средина и исто така за квалитетот на почвата на која се произведува. Конференцијата Македонско земјоделство и климатските промени е поддржана од проектот Институционална поддршка на Федерација на фармери на Република Македонија, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, спроведуван од мрежата за рурален развој на Република Македонија, како и од амбасадата на Кралството Шведска.